I promise that I will not preach so long that somebody to die in this occasion. Ветив дека нема да зборувам долго овој пат, да не случајно некој умре. I know that you are tired, Знам дека сте уморни. and I believe in temperance even in preaching. И јас верувам во умереност дури и кога се работи за проповедање. So I promised you that it only is going to be only for a few minutes in this occasion. И ветив дека овој пат ќе биде само неколку минути. But I really believe that that saying is true even in the Bible. И верувам дека ова изрека е вистина дури и кога се работи за Библијата. That the most expensive perfumes are being found in small bottles. Дека најскапите парфеми се наоѓаат во мали шишенца. My appeal in this occasion, in these few minutes, is to the parents. Мојот апел што ќе ви го упатам оваа прилика, овие неколку минути е упатен до родителите. And if we can put a title to this message, it's going to be a simple one. Ако би сакале да ја насловите некако оваа порака, ќе биде едноставно. Parents, save your children. Насловот ќе биде родители, спасете ги своите деца. And I invite you to open the Bible in the book of Exodus chapter 20. Ќе ве повикам да ја отвориме Библијата во втората книга Мојсеева Излез, 20 глава. Exodus chapter 20, and we want to read from here, starting at verse 8. Во Излез 20 глава ќе почнеме да го читаме текстот во 8 стих, Where we find the fourth commandment. каде што започнува текстот на четвртата заповед. You know that this commandment is very, very important, especially in these last days. Знаете, четвртата заповед е многу важна, особено за овие последни денови. In this commandment we found the seal of God. Затоа што во оваа заповед се наоѓа Божиот печат. This is the memorial of God the Creator. Затоа што ова представува споменот на Бога Творецот. But in this commandment we see a very important thing. Но во оваа заповед забележуваме и една друга многу важна работа. Is that God is showing us the way that we should live our lives day by day. Е што во неја Господ ни покажува на кој начин да го живееме нашиот живот секојдневно. God is presenting to us the most important things in our lives. Господ во оваа заповед ни ги предочува најважните нешта во нашиот живот. Listen what the Bible is saying. Да послушаме што ни кажува писмото. Verse 8. 8 стих. Remember the Sabbath day to keep it holy. Помни го саботниот ден за да го празнуваш. 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 дена работи и врши ги во нив сите своји работи. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. А седмиот ден е сабота Господова, ден на твојот Бог. In it thou shalt not do any work. Тогаш немој да вршиш никаква работа. Now listen very carefully. И сега слушајте внимателно. Thou, Ниту ти, nor thy son, ни синот твој, nor thy daughter, ни ќерката твоја, nor thy maidservant, ниту слугата твој, nor thy maidservant, ниту слугинката nor твоја, thy cattle, ниту добитокот твој, nor thy stranger that is in thy gates. ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Do you see, my brothers and my sisters, Дали гледате, браќа и сестри, that the first missionary field where we need to be active is our families? дека првото мисионско поле во кое што треба да делуваме е нашето семејство. After God is saying to us that we need to keep the Sabbath holy, Откако Господ ни вели, ни заповеда да го празнуваме саботниот ден, He is saying to us, you shall not do any labor in this day. потоа вели, тогаш немој да вршиш никаква работа во тој ден, And God is saying then, neither thy son or thy daughter. а потоа вели, ниту твојот син, ниту твојата ќерка. So it's like God is speaking to the parents, to the family. Значи, Господ во оваа заповед им се обраќа на родителите. And God is saying, after you as a parent, as a leader of the family, you are obedient to my commandments, Значи, откако ти, како
водач, како глава на твоето семејство, ќе бидеш послушен или послушна на моите заповеди, the most important field in missionary work for you is your own family. потоа најважното мисионско поле ќе приде твоето семејство. You need to take care of thy son, Треба да се погрижите за вашите синови, thy daughter, за вашите ќерки. and then God is speaking about our neighbors and even the ones who are working for us. А дури потоа Господ зборува за нашите соседи, гости или оние лица кои што работат за нас. Remember what I have just said because this is very important. Запомнете го ова што ви го реков, бидејќи е многу важно. God is not willing that we should go and spread the seeds of the gospel in the field of the world. Господ не сака ние да отидеме и да го сееме семето на Евангелието надвор во светот, When the garden from the front of our house is destroyed. во време кога градината што се наоѓа пред нашиот дом е разорена. God's order is the same. Божјата заповед е иста. You need to take care of you as a parent to have a relation with God. Треба да се погрижите за себе, како родител, да имате личен однос со Бога. Then the next important thing to you as a parent are your children and your wife. А потоа како родител, следната најважна задача за вас се вашите деца и вашата сопруга. Then after you are faithful in this small church at home, you will be a blessing for the people outside. И тогаш кога ќе бидете верни во таа мала црква, семејството, тогаш ќе можете да бидете благослов и за луѓето што се надвор. Let me tell you a thing, and this is a big problem in these last days. Би сакал да ви посочам еден голем проблем што постои денес во ова последно време. We have too many people who are preachers at church and not preachers at home. Имаме многу луѓе кои што проповедаат во црква, а не проповедаат во своите домови. Listen what the Bible is saying. Да послушаме што ни кажува Библијата. Let's go in the book of 1 Timothy chapter 3. Да отвориме во првото послание до Тимотеј 3 глава. 1 Timothy chapter 3, and we want to read starting at verse 1. Прво послание до Тимотеј 3 глава, ќе почнеме да читаме од првиот стих. As we are going to study these Bible passages, we need to understand a very important thing. Кога ќе ги читаме овие библиски текстови, треба да разбереме една важна работа на прво место. And this is true revival and reformation is not starting at church. Тоа што треба да го разбереме е фактот дека вистинското пробудување и реформа не е нешто што започнува во црква. But true revival and reformation is starting at home. Туку вистинското пробудување и реформа започнува најнапред дома. In our families, Во нашите with our семејства, children, со нашите деца, my wife, мојата my сопруга, husband. мојот сопруг. When we'll have a true religion in our home, Кога ќе имаме вистинска вера во нашите домови, we'll have an excellent religion experience in the church. тогаш ќе имаме вистинско, одлично верско искуство и во црква. Too many people are blaming the pastor and the elder of the church. Мнозина го обвинуваат старешината или проповедникот во црква, But they are not blaming themselves and the conditions of the home. а не се обвинуваат себе си за состојбите што се во нивните домови. Now listen what the Bible is saying. Да послушаме што кажува From Библијата. verse 1. Почнувајќи од првиот стих. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Верно е словото, тежно е ли некој да биде епископ, тој сака добра работа. Now let's read the characteristics starting at verse 4. Да почнеме да ги читаме особините што треба да ги има епископот, почнувајќи One that ruleth well his own house. во четвртиот стих. Оној што својата куќа добро ја управува, Having his children in subjection with all gravity. и ги држи чедата или децата своји во послушност со сета сериозност. Now listen,
For if a man know not how to rule his own house, Зашто, послушајте, кој не умее да ја управува својата куќа, how shall he take care of the church of God? како тогаш ќе се грижи за црквата Божја? Do you know what this Bible is saying here? Дали разбирате што ви кажа Библијата тука? If somebody is not faithful with his own house, Ако некој не е верен во својата куќа, во својот дом, this small church that is composed on 2, 3, 4 persons, таа мала црква која што се состои од двајца, тројца, само четворица, how can will be an example to take care for the larger community, a bigger church? тогаш како некој таков ќе може да превземе одговорност и да биде водач на поголема заедница, на цела една црква? Now let me say you a very important thing. Би сега да ви кажем една многу важна работа. In my country, from where I'm coming, Во мојата земја од каде што a доаѓам, strange thing is happening. се случува една чудна работа. Every time when there are elections in the church, Секогаш кога има избори во црква, people are not reading the requirements that God is asking for the people that need to be elected in the church. луѓето не ги читаат овие особини што треба да ги има кандидатот што треба да се Do избере you како know how старешина the во црква. leaders of the church are being elected today in many churches? Дали знаете како денес се бираат водачите во многу цркви? Who is having the finest car is becoming the elder of the church. Оној верник кој што ја има најубавата кола ќе стане старешина на црквата. Doesn't matter if you know how to preach. Не е битно дали знае или не знае да зборува, да Doesn't проповеда. matter if he is an example at his home. Не е битно дали е пример во своето But семејство. this man need to be elected because he's big in society and he's having a lot of money. Но овој човек треба да биде избран затоа што има угледно место во општеството и има многу пари. I remember that I was in one of these churches Се сеќавам кога бев присутен во една ваква црква and there was a time for election. и беше време на избори во And they have црквата. elected a man that was proposed to become the elder of the church. И беше избран еден човек кој што беше предложен како кандидат за старешина на But црквата. they say no. Но рекоа не, Some influential people, they say no, this man cannot be the elder of the church. некои влијателни верници интервенираа и рекоа не, овој човек не треба да биде And the старешина. question was why? И прашањето беше зошто да не биде старешина. Listen the answer. Послушајте го одговорот. He is coming with a bicycle at the church. Затоа што тој со велосипед доаѓа во црква. And because he is coming with the bicycle, И затоа што со велосипед доаѓа во црква, with this social status, how can he be the elder of this church? со таков социјален статус, како може таков човек да биде He старешина на was нашата faithful црква? in all things according to the Bible. Тој беше верен во се друго според Библијата And believe me or not, и верували или не, he was not elected. не беше избран за And старешина. they put on the office a man that he was having a big sign on the car. А на негово место избра како старешина човек кој што имаше еден голем знак на својот автомобил. This is one of the reasons why we see the Church of God in such condition today. И тоа е причината зашто ја гледаме Божјата црква и Божјиот народ во ваква духовна состојба. But have you денес. seen what we have read from the Bible? Но дали забележавте што читавме во Библијата? The man that is willing to control, to rule, to, how can I say, to serve the church like an elder has to be an example, first of all, in his own house. Човекот кој што сака да управува, да и служи на црквата, најнапред треба да биде пример во својот дом, во своето семејство. Amen. Амин. Do you know that in these last days, Дали знаете дека во овие последни God денови is trying to bring a revival in his church? Господ се обидува да ја пробуди својата And црква. this revival needs to start at home first. Ова пробудување најнапред треба да започне во домот. Because if the things are not well at home, nothing is going to change in church. Затоа што ако нештата не се на место во домот,
ништо нема да се промени ни во црква. Do you remember where Christ began his public ministry? Дали се сеќавате каде ја започна Исус својата јавна служба? Where did Jesus make his first miracle Каде Господ го направи своето прво чудо на in земјата? his public ministry? Кога ја започна својата Where? јавна служба? At a wedding. На една свадба. A family Кога семејството, started, there Jesus began. значи, кај што беа поканети од блиски роднини во семејството на свадба, таму Исус ја започнал својата. Showing to us the importance of this foundation, family, the spirituality in the family. Покажувајќи ни на тој начин колку е важен овој темел за духовноста, Now семејството. let's read from the Bible who is the biggest problem in a church. Ајде да прочитаме сега во Библијата кој е најголемиот проблем во црквата денес. And let me tell you from the beginning, these are not the young people. И веднаш да ви кажам од почеток дека најголем проблем во црквата не се младите. Again and again I heard the people saying we need to pray for our youth. Често пати слушаме како верници велат треба да се молиме за нашите We need млади. to pray for the young people, we need to pray for our children. Треба да се молиме за нашите млади, за нашите деца. Yes, Да, young people, they need prayers. навистина треба да се молиме But за. the big problem in the church are not the young people. Но големиот проблем во црквата не се младите. The old people, even the parents, are the true problem in the church. Најголемиот проблем во црквата се постарите верници, особено родителите. And the reason why we don't have today people like John the Baptist, И причина зашто денес немаме такви луѓе како Јован Крстителот it is because we don't have parents like Zachariah and Elizabeth. е затоа што немаме такви родители како Захарија и Елисавет. Listen what the Bible is saying in the book of Malachi chapter 4. Да послушаме што вели Библијата во книгата на пророкот Малахија, 4 глава. Verse 5 and verse 6. 4 глава, 5 и 6 стих. Behold, I will send you Elijah the prophet. Само момент, тука е изместено. Малахија 4 глава, 5 и 6 стих. Ете, јас ќе го пратам кај вас пророкот Илија, Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. пред да настапи денот Господов, големиот и страшниот. And he shall turn, now listen, the heart of the fathers to the children. И сега слушајте, и тој, значи Илија, тој ќе ги обрати срцата на татковците кон децата нивни, And the heart of the children to their fathers, и срцата на децата кон татковците нивни, lest I come and smite the earth with a curse. за да не дојдам и ја удрам земјата со проклетство. So when this revival is coming, Значи, кога треба да настапи ова пробудување, this work in the spirit and the power of Elijah, ова дело сработено во духот и силата на пророкот Илија, Elijah is having a work. значи пророкот Илија има да заврши едно He дело. has to turn the hearts of the fathers to the children. Делото на пророкот Илија е да ги обрне срцата на татковците кон нивните деца. And then the children to their fathers. А потоа срцата на децата кон нивните татковци. Do you see that in this Bible passage? Дали забележувате во овој библиски текст? If there is any chance to our children to turn their faces to God, За да има било каква шанса нашите деца да се обрнат кон Господа, it is only when the fathers, the parents, they will become repentant in their lives. е само тогаш кога татковците, кога родителите најнапред ќе се покајат во својот живот. God is saying the fathers, they need to turn the hearts to the children. Господ вели на татковците дека треба да ги обрнат своите срца кон нивните деца. And as a result of the changing of the life of the parents, we will see a change in the young people, in the children. И како резултат на таа промена што ќе настане во животот на родителите, ќе се случи промена во животот на нашите деца. And God is saying if this changing is not taking place,
И Господ вели, ако ова не се случува се уште, what we will see, the whole world, the whole earth, it is going to be under a curse. всушност кога ова нешто ќе почне да се случува, кога овие промени ќе се случуваат, што ќе забележиме? Ќе забележиме како целиот свет ќе биде осветлен со слава. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, Albert Einstein was saying a thing. Алберт Ајнштајн имал изјавено, He said the definition of insanity го кажал следново: дефиниција за лудило или when somebody is losing his mind како поинаку велиме, безумност. is this. Дефиниција за безумност или лудило е следново: If you do the same thing again and again and you accept different results, this is insanity. ако постојано правите една и иста работа, а очекувате поинакви резултати, тоа е безумност или лудило. Now let me give you a practical example. Да ви дадеме еден практичен пример. If 6 days on week Ако 6 дена во седмицата you give the phone to your children, им го давате телефонот на вашите деца, games, игрици на вашите деца, he is doing everything he wants. и детето ваше прави се што сака. No family altar, Нема никаков семеен олтар. no singing in the church, no Нема singing at in the home, home. Нема, не се пее за Божја слава во no домот. reading the Bible at home, Не се morning and чита, evening. не се чита Библијата во домот. It is insanity to accept that children to be obedient and quiet in the church. Тогаш е безумство, ако така правите, безумство да очекувате вашите деца да бидат послушни и внимателни кога доаѓате со нив во I црква. will tell you something from all my heart, Би сакал да ви кажам нешто од длабината на моето срце, and after I'm going to say this, I hope that you'll not be upset upon me. и се надевам дека откако ќе ви го кажам, ова нема да ми се налутите. I hope that you will invite me maybe in the future. И се надевам дека и во иднина ќе ме поканите да дојдам. Do you know why the young people, the children, are running outside of the churches? Дали знаете зашто младите или децата често пати трчаат надвор од црквата и While the стрчуваат parents надвор, are in the church? додека родителите се внатре во црква? Simple. Because there is no family worship at home. Многу едноставно, затоа што не постои семејно богослужение во нивниот дом. Do you know why the young people and the children, they don't have any Bible in the church? Дали знаете зашто мнозина млади или деца не носат и немаат своја Библија кога доаѓаат во црква? Very simple. It's Многу because едноставно. there is no worship at home. Затоа што немаат семејно богослужение во нивниот дом. And we believe. И веруваме, And this is insanity, my brothers and my sisters. и тоа е безумство, браќа и сестри, To believe that we can give our children 6 days per week to the devil. безумство е ако мислиме дека можеме на нашите деца да им овозможиме 6 дена од седмицата They да do го whatever they посветат, want, да го посветат на ѓаволот and something will change in their life. и дека нешто ќе се промени во нивниот живот. Because they come to church from 11 to 12 o'clock. Само затоа што вашите деца доаѓаат во црква од, да речеме, 11 до 12. This is not true. Ако такво нешто And очекуваме, тоа this не е is why вистина. God is repeating again and again. И затоа Господ повторува одново и одново. If there is a chance for the salvation of our young people and children, something has to happen in the life of the mother and the father. Ако постои шанса, ова е Божјата порака, ако постои шанса за промена и спасение на нашите млади и нашите деца, нешто треба да се смени во животот на мајката и таткото. Now, how many of you do you have children that are not in the faith? Raise your Колку мене од вас имате деца кои што не се во верата? or they have been in the faith. Или and може right би now they are биле, not in the ама faith. не се сега? There, I see some hands. Гледам некои раце Now let me подигнати. ask you this. Би сакал да ви прашам, да ве запрашам следново. Do you think that God is able to save your children? Дали мислите дека Бог е способен да ги спаси вашите деца? Do you believe that
Дали верувате Do во you тоа? believe that a young man that is smoking, drinking, Дали leading the верувате way, дека вашиот млад син кој што на пример пуши, пие, do you think that God can turn his heart and come to this place and дали верувате дека Господ може да го смени неговото срце и еден ден да почне да доаѓа во You ова know, место? there are parents which are saying, I don't know, Знаете, има родители кои што велат, не знам. because I tried everything. Затоа што пробав се, I am praying for them, јас се молам за нив, I speak with them, разговарам со but they are нив, becoming more and more rebellious. но тие стануваат се по-бунтовни. I don't have faith that God is able to do something. И јас немам повеќе вера дека Господ може да направи нешто. But listen what the Bible is saying. Но послушайте што кажува Библијата. Isaiah chapter 49, Исаија 49 and глава. I want all of you to be encouraged. И би сакал сите вас да ве охрабрам, Those parents which have children right now far away from the Lord. особено оние родители кои што во моментот нивните деца се далеку од Господа. Isaiah 49 verse 24 and 25. Исаија 49 глава, 24 и 25 стих. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? 24 стих. Може ли да се одземе плен од силниот и можат ли да се одземат заробени од победникот? God is putting a question. Значи, тука Бог поставува едно прашање. Do you think that something can happen with the one that is taken captive? Значи, прашањето е, дали мисли дека нешто може да се смени кај некој кој што е заробеник? Do you think that something can be done? Дека нешто може да се направи за него? But who is the one that is being taken captive? Но за кого зборува Господ? Кој е тој што е тука представен како заробеник? These are our children, Тоа се нашите деца, our boys, нашите момци, our girls, нашите девојки, our dear ones. нашите најдраги. They are being held in a prison of sin in this world. Тие се заробени во заробеништвото на гревот And во овој свет. sometimes we are so discouraged that we think that this is impossible, that something may change in their lives. И често пати се чувствуваме обесхрабрено дека дали е воопшто можно нешто да се промени во нивниот живот. Listen, who is the captive? Но послушајте, кој е заробеникот според овие Verse стихови? 25. 25 стих вели: But thus said the Lord, Да, така вели Господ. even the captives of the mighty shall be taken away, И секој заробен од јунак ќе биде одземен. and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contended with thee, and I will save thy children. И грабежот од тиранинот ќе биде вратен, зашто јас се борам со твоите противници и ќе ги спасам твоите синови. Pe cine vrea Dumnezeu? Whom God wants to save? I started in Romanian language. Who wants God to deliver from captivity? Кој е тој што Господ сака да го ослободи од заробеништво? God is saying, I want to deliver your children. Господ вели, сакам да ги спасам твоите деца. And God is asking me as a parent, И Господ ме прашува и мене како родител, do you think that something can be done? дали мислиш дека нешто може да се направи? Do you think that these children who are captive, they can be released? Дали мислиш дека овие деца кои што се заробени можат да бидат ослободени? And God is saying, И Бог вели, yes, да, I promise јас ветив, that I will fight ветив дека ќе се борам to save your children. да ги спасам твоите синови. This is the decision that Christ has taken for all our dear ones. Ова е одлуката која што Господ ја донел за сите ваши најмили. My brothers and my sisters, we are living in a wicked world. Драги браќа и сестри, ние живееме во еден расипан зол свет. I was listening a young children, 8 years old. Јас еднаш слушав едно дете на 8 годишна He was возраст, in the bus with a lot of children. кој што беше во автобус заедно со многу други деца, And he was asked by somebody in age, и детето беше запрашано од некого, he was playing at the telephone, playing games, играше игрици на телефонот, and the mother came and took the telephone from his hands.
Мајката дојде и му го зеде телефонот од раце. And you see their reaction. И ја забележувате тогаш реакцијата на детето. All the zoo park was there Целата зоолошка градина, in that small children. And како he да was се asked, собрала во тоа мало if дете. you will not play anymore to the phone, what you will do? И детето беше запрашано, ако повеќе не можеш да играш ништо на твојот телефон, што Do ќе you know what направиш? was the answer of that small children? Дали знаете што одговорило ова мало дете? I will suicide myself. Јас ќе се убијам себе си, ако не If I можам don't повеќе have да the играм. opportunity to play anymore these games on the mobile Ако phone. повеќе не можам да ја играм оваа игрица на телефонот, јас ќе се убијам се. Do you think that this is a joke? Yes? Дали мислите дека ова е шега? Have you seen young children dependent on these mobile phones, tablets and computers? Have you seen them? Дали сте виделе млади деца кои се толку зависни од своите телефони, таблети, Have you seen компјутери? this situation? Дали сте виделе вакво нешто? Satan is keeping especially the young people in captivity. Сатаната, особено младите, ги држи во заробеништво. But God is able to deliver them. Но Господ е способен да ги And He is ослободи. saying, I will fight to deliver your children. И Господ ветува, јас ќе се борам да ги спасам твоите деца. How is Jesus fighting today? Како Исус се бори денес For our children, за нашите деца, for my children, за моите деца, for your children. за твоите деца. What is Christ doing right now to save my children? Што прави Господ во овој момент за да ги спаси твоите First деца? of all, my brothers and my sisters, He is praying. Пред се, браќа и сестри, Господ Христос се моли. He is interceding for our dear ones. Тој посредува за нашите најмили. And you know the name of your children. И вие си ги знаете имињата на вашите деца. Christ is raising His hands up. Христос ги подига своите And He раце is praying for your son. и тој се моли за вашиот син. He is praying for your daughter. Се моли за вашата ќерка. He wants much more than you that they may be saved. Христос многу повеќе сака тие да се спасат од вас самите. But God is having a problem. Но Бог има еден проблем. The biggest problem is this, Најголемиот проблем е овој. that the biggest barrier in the salvation of children are the parents. Тоа е проблемот што најголемата пречка за спасението на децата се токму нивните родители. And if you read closely that Bible verse that we just read, И ако повнимателно си го читате овој стих што го прочитавме во Исаија, God is asking the parents, Господ ги прашува родителите, you are fighting with me or against me? дали ти се бориш со мене или против мене? Let me give you an example. Да ви дадам еден пример. There are a lot of young people who are participating in Romania in our camp meeting at the school. Има многу млади луѓе кои што кај нас во Романија учествуваат, да речеме, на соборите што се одржуваат Every во year, more than 500 people are coming, especially young people are coming to this camp meeting. во нашето училиште. Отприлика околу 400 млади луѓе доаѓаат секое лето на нашите And собори. listen decision of young people. They said, I want to become a vegetarian. И некои од нив носат одлука или велат, јас сакам да станам вегетаријанец. And they go home. И си одат дома. And they say to the Adventist mother, И ќе им речат And на father. своите адвентистички родители, Mother, from now on, мајко, од сега, please don't cook for me these things. немој да ми ги готвиш овие работи. Listen the response of the parents. Видите каков одговор дава родителот. In my home, you will do what I say. Во мојот дом ќе правиш како што јас велам. And the young people, the young man is trying to be obedient to the word of God, but the parents, they say no. Значи, имаме ситуација каде што децата се обидуваат, сакаат да бидат послушни на Божјата реч, а родителот им вели не. And you can continue your example in your mind. И може да си го продолжите овој пример во вашите мисли. Mother, father, Jesus is coming. Мајко, татко, Исус доаѓа. These sermons I listened when I was young like me, nothing is going to change. А родителот вели, колку пати сум слушал вакви проповеди уште кога бев млад како тебе, а ништо не се And промени. you are pushing your sons and your daughters outside from the word of God.
На таков начин вие ги туркате вашите синови и керки се подалеку од Божјата реч. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, I want to read the Bible verse and I'm close. јас ќе прочитам уште еден библиски стих и ќе завршам. Please, I beg you in the name of Jesus Christ. Ве молам, ве преколнувам во името на Исуса Христа. Parents especially, Особено родителите, be serious with your Christian life. бидете сериозни во вашиот христијански живот. We can fool each other, but not our families. Ние може да се лажеме себе си, но не нашите семејства. We can deceive everyone, but not our children. Можеме да прелажеме други луѓе, но не нашите деца. They know who we are in reality. Нашите деца знаат кои сме ние во They know what стварност. are the priorities in our lives. Тие знаат какви се предимствата, какви се They приоритетите во know нашиот how живот. much time we spend running to make money and how little we invest in the time with the Bible. Тие знаат колку време посветуваме во заработка, а колку малку посветуваме со Божјето Слово. And there's going to come a time И ќе дојде време when parents, кога родителите, because of their example, заради нивниот пример, they will see their children lost. ќе ги видат загубени своите деца. But this should not be the case with us. Но ова да не биде случај со вас. In the book of Isaiah chapter 60, Во Исаија 60 глава, listen what a wonderful promise God is presenting. послушайте какво прекрасно ветување дава Бог. Isaiah chapter 60, Исаија 60 глава, listen what the Bible is saying. послушайте што вели Библијата. Verse 1, Првиот стих. arise, Дигни се, shine, for the light is come, thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. заблескај, зашто дојде твојата светлина и славата Господова изгреа на тебе. What will happen when we will arise and shine in this darkness? Што ќе се случи кога ќе се подигнеме и ќе засветлиме во оваа темнина? Listen what the Bible is saying in verse 4. Видете што вели Библијата во 4 стих. Lift up thine eyes round about and see. Крени ги очите и погледај наоколу. All they gather themselves together. Сите тие се собираат. They come to thee. Thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Идат кај тебе. Твоите синови ќе дојдат оддалеку и твоите ќерки на раце ќе се носат. Then thou shalt see and flow together, and thy heart shall fear and be enlarged. Тогаш ќе видиш и ќе се зарадуваш и срцето твое ќе затрепери и ќе се рашири. God is saying, if you will arise and shine, Господ ви вели, ако вие станете и засветлите, you will see your sons coming back to the Lord. ќе ги видите вашите синови како се враќаат кај You will Господа. see your daughters coming back to the Lord. Ќе видите како вашите ќерки се враќаат кај Господа. Arise, Станете, shine. засветлете. With whom God is speaking? Кому му се обраќа Господ? He is speaking to the parents. Овде Господ им се обраќа на родителите. Arise, mother. Стани, мајко. Arise, father. Стани, татко. Start shining. Заблескај. Be an example in your family. Биди пример во твоето семејство. As your children, they will see this. Бидејќи вашите деца тоа ќе го видат. That you change the priorities in your life. Вашите деца ќе забележат кога ќе ги смените приоритетите во There is a вашиот great живот. possibility И има голема that шанса the change to take place in their lives. дека таква промена ќе се случи и во нивниот живот. God has promised this. Господ го ветил ова. And it's His desire to save our И families. my тој brothers and има желба да ги спаси вашите But this is семејства. depending especially on our side, like parents. Меѓутоа, тоа повеќе зависи од нас како родители. I see a lot of mothers here. Гледам тука многу мајки. You know, I understand from experience that a lady, a woman at home is working 2 times more than a man at his work. Јас разбирам и од искуство знам дека жената, мајката во домот работи 2 пати повеќе од мажот. Maybe you don't believe. Може би не верувате. But when somebody is preparing the food for us, Но кога некој го подготвува јадењето за нас, the mother, the wife, she's staying in the kitchen for many hours. жената, сопругата посветуваат многу време во кујна, And then in a half an hour, everything is being destroyed. а потоа за половина час се може да се уништи. And then she starts again. И таа однова ќе почне. Plus children, Плюс незините деца, cleaning the house,
чистење на куќата and all the other responsibilities. и сите други одговорности. And we have husbands А имаме и такви мажи that are coming at home and say, what you have done all day. кои што доаѓаат дома и прашуваат што си правела цел ден. This is a great problem. Ова е голем проблем. But with the whole mothers, Ellen White had a vision. Меѓутоа во врска со мајките, Елена Вајт And имала she една said, when we визија, will arrive there in heaven, каде што вели кога ќе стигнеме на небо, she said that I saw children, вели јас видов деца, sons and daughters, синови и ќерки, taking the crowns from their heads како ги симнуваат круните од своите and in глави front of the whole universe. и пред целата вселена. They are going to invite the parents in front. Ќе ги повикаат своите родители да истапат напред And they will take the crowns и ќе ги земат своите and they круни will put the crowns at the feet of the parents. и ќе ги стават своите круни на преднозете на родителите. And children will say like this, И децата ќе го речат ова: if my mother was not praying for me, ако мојата мајка не се молеше за мене, I was not here. јас немаше да бидам It is тука. because of the worship from my home. Заради богослужението во мојот It is дом, because the prayers of my father, заради молитвите на мојот My татко, mother, мојата I am мајка, here. јас сум And she's тука. saying, I saw mothers, humble mothers, И Елена Вајт продолжува и вели во визијата видов мајки, coming понизни, in front of the whole universe. понизни мајки како доаѓаат и пред лицето на целата And the whole вселена. universe rejoiced И целата вселена се радувала because of these faithful parents. заради вакви верни родители. And I saw the parents saying, И видев како родителите велат: praise the Lord. слава на Бога. Every effort Секој напор was important. беше важен. Our children are saved. Нашите деца се спасени. Do you want to be there, my dear parent? Дали сакате да бидете таму, драги Do родители? you want? I have two small children. Јас имам две мали деца. One of them asked me, Daddy, can I put my hand into the mouth of the lion in heaven? Едното од дете ме прашува: тато, дали може да ја ставам мојата рака во устата на лавот And I say, на yes. небо? И јас му велам: да. And to the tiger also, yes. А исто така и во устата на тигрот, да. It will be great joy in heaven. Тоа ќе биде голема радост на And небо. our children will come and say, thank you, Father. И нашите деца ќе дојдат и ќе речат: ти благодарам, тато, Thank you, Mother. ти благодарам, мамо, All this here. сите вие тука, It is because of your example. заради вашиот пример. And the next day, И следниот ден, again joy. повторно Again thank you. радост, повторно All благодарност, eternity цела вечност will be so happy ќе бидат толку срекни, to see our dear ones saved. да ги ќе бидете толку срекни што ги гледате вашите мили и So, драги I am спасени. appealing to you parents. Затоа апелирам до вас, родители, Save your children. спасете ги вашите деца, Be an example. бидете пример And no matter what и без оглед на што, is било happening што, in their lives, без оглед believe што се случува во нивниот живот, верувајте that God can free these captives. дека Господ ќе ги ослободи овие заробеници. Amen. Амин.